Шкотска може да настојува да го елиминира COVID-19, но по цена на изолација, рече националниот клинички директор. Професор Лејч предупреди дека стратегијата за елиминација ќе спречи меѓународно патување во Шкотска за некое време. Тој исто така рече дека елиминацијата не е иста со глобалното искоренување на COVID-19, зашто ќе бидат потребни многу години. Јавен панел ја повика шкотската влада да спроведе стратегија за елиминација на COVID. Телото од 19 лица беше основано од комитетот COVID-19 на Холирод, за да го обезбеди ставот на јавноста за пристапност на владата кон ограничувањата и стратегијата на коронавирусите. Тој повика на план што ќе се обиде постепено да го намали бројот на случаи на нула. Мртви тела на две девојчиња Далит на возраст од 13 и 16 години се пронајдени на нивната семејна фарма во северната индиска држава Утар Прадеш. 17 годишни кој исто така бил пронајден на истото место во областа Унао се наоѓа во тешка состојба во болница. Девојчињата припаѓале на исто семејство, постарите девојки биле сестри, а 13 годишното момче им било братучет, пренесува BBC. Нивните семејства велат дека биле пронајдени во средата вечер со врзани раце и нозе со сопствена облека. Тинејџерите заминале на нива во средата попладне да соберат сточна храна. Нивните семејства изјавија дека почнале да ги бараат кога не се вратиле за 1 час како што обично се враќале. Постар полицаец сепак рече дека девојчињата можеби починале од труење. На скоро 7 милиони луѓе во американската држава Тексас им ја кажано да зовриваат вода од чешма пред да ја консумираат, откако смртоносното зимско невреме предизвика прекини на електричната енергија во пречистителните станици. Огромната бура што го зафати јужниот дел на САД уби најмалку 21 лице и остави милиони без струја. Тексас бележи широко распространети исклучувања. Температурите на замрзнување предизвикаа и пукање на водоводните цевки и покрај обидите на некои сопственици на куќи да ги изолираат од студ користејќи кебиња, пренесува BBC.